Сибирски минус 20 степени ноќеска беа измерени во општините од крајниот исток, што беше причина за голем број проблеми и за општините и за граѓаните. Најголеми проблеми во вид на замрзнување цевки и дефекти се регистрирани во Делчево, каде штети има и кај јавното предпријатие и кај граѓаните. Имавме 3 помали дефекти кои што се случија со пукање на азбестни цевки. Мислам дека еден од тие профили беше FI-220, двата дефекти беа на профили од FI-110, кои што се санирани веднаш и водоснабдувањето си тече нормално, но има поголем број на дефекти кај индивидуалните корисници, кои што се десија во овој период. Имаме во овој период 25 дефекти кај, реков, овие индивидуални корисници. Во Берово, каде ноќеска беше и најстудено, засега проблеми во водоводниот и електросистемот нема, но до општината пристигнале повици од граѓани кои бараат помош за да ги затоплат домовите. Во делот на грењето имаме неколку побарани, значи обезбедување на дрва за неколку семејства во социјален ризик, меѓутоа во разговор со јавното предпријатие Национални шуми во моментот и тие немаат на лагер на залиха дрва, така да ќе видиме некој начин ќе можеме да излеземе во пресвет на тие граѓани кои имаат поднесено барање до општината за помош. Верувам дека ќе можеме парично евентуално да ги измириме согласно правилникот и програмата. Олеснително за сите е што веќе од утре синоптичарите најавуваат покачување на минималните температури. Ноќеска температурата ќе падне до минус 12, а веќе во наредниот период таа ќе се движи од минус 6 до минус 1 со позитивни дневни температури.